Најава за содржините во дневникот. Во општата болница во Охрид недостасуваат рентгенолози. Ке се спасува преостанатата архива на пациентите од поранешната детска специјална болница. Едно лице го загуби животот во тешка сообраќајна несреќа на улицата 15 корпус. Од Центарот за јавно здравје смируваат граѓаните да не се вознемируваат поради комарците. Ке има уште едно прскање. Охридскиот сликар Славко Упевче ке учествува на светските уметнички игри во Загреб, Хрватска. Започнуваме повременската прогноза. Гледајте на. Производство и изработка на огради, монтажни скали и конски работни маси од инокс. Внимателно одбрано. Безпрекорно изработено. Данкат ви донесува Метео. Денес во Охрид времето беше претежно сончево со максимални дневни температури до 28 степен Целзиусов. Воздушниот притисок изнесуваше 1015 хектопаскали, а дуваше и слаб ветер од североисточен правец. УВ индексот беше 8. Во поголемиот дел од Европа во сабота времето ќе биде претежно сончево и топло. Нестабилно со локални врнежи од дожд ќе биде во областа на Алпите на Балканскиот полуостров и понекаде во источна Европа. Најтопло ќе биде во Португалија и Шпанија, каде се очекуваат дневни температури од 37 до 41 степен Целзиусов, а најстудено во Скандинавија со температури од 21 до 25 степени. На Балканот утре времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со локални врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат од 25 до 32 степени. Во Македонија во сабота ќе биде умерено облачно и нестабилно со локални врнежи од дожд, грмотевици и ветровито. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер, освен во западните предели каде ќе дува засилен североисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 10 до 18 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 20, односно 30 степени Целзиусови. УВ индексот ќе биде 3. Во Скопје утре времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, ветровито со засилен северозападен ветер. Утринската температура од 15, а максималната дневна ќе достигне до 28 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и ветровито со засилен североисточен ветер. Утринската температура од 13 степени, а максималната дневна ќе достигне до 24 степени Целзиусови. Во недела ќе биде умерено облачно и нестабилно со услови за локални врнежи од дожд, претежно сончево, ќе биде само во централните и југоисточните предели. Во понеделник ќе биде претежно сончево со услови за локален дожд во крајните западни предели. Вторник и среда ќе биде претежно сончево со локална облачност, а попладне нестабилно со услови за дожд во западните, северозападните и југозападните делови од земјата. Производство и изработка на огради, монтажни скали и конски работни маси од инокс. Внимателно одбрано. Безпрекорно изработено. Данкат, село Мислешево, Струга.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Општа болница Охрид во моментов работи само со еден рентгенолог на ехотомографот. Раководството на болницата и ресорното министерство бараат алтернативни решенија за да се надмине сериозниот проблем на одделението за рентгенологија кој остана без специјалисти. Во меѓувреме, рентгенолози од Костозглобна и општа болница Струга ќе се ангажираат за изготвување на дијагностичките извештаи. Одделението за радиологија при општа болница Охрид остана без специјалисти рентгенолози. Во моментов болницата располага со еден рентгенолог ангажиран на одделот за компјутерска томографија. Директорот на болницата доктор Љубен Арнаудов информира дека го известил ресорното министерство и покренал иницијатива да се најдат излезни решенија за настанатата ситуација со недостаток на специјалисти рентгенолози. За нормално да се одвиваат болничките прегледи на болницата и се потребни минимум 3 рентгенолози, вели доктор Арнаудов. За сега болницата располага со доволно технички кадар од средна стручна спрема. Во меѓувреме, установата и министерството одобриле една специјализација, а министерството одлучило да се ангажираат специјалисти од другите здравствени установи. Доктор специјалист од специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо 2 пати неделно ќе доаѓа и ќе ги прави дијагностичките извештаи. Докторите од општа болница Струга ќе имаат приправност за една недела во текот на месецот да ја покриваат Охридската болница. Министерството за здравство ќе им дава можност на пензионираните доктори од земјава кои се чувствуваат способни работно да се ангажираат во болницата. Доктор Арнаудов нагласува дека од 2008 година алармираат за потребите на болницата од разни профили на специјалисти. Во моментов од болницата се одобрени 8 специјализации од повеќе области, меѓу кои од рентгенологија, психијатрија, гинекологија и анестезиологија. Ке се спасува она што остана од медицинската документација во поранешната специјална детска болница. Охридскиот историски архив отпочна со постапка за средување и архивирање на материјалите по цели 6 години од згаснувањето на болницата. Архивата од некогашната специјална детска болница или барем она што остана од неа, по се изгледа ќе си го најде патот до местото каде што припаѓа, Охридскиот архив. Ова за ТВМ го изјави Никола Митровиќ, инспектор на архивот. Пред 2 месеци ТВМ се обиде да дознае зошто не е спроведена законската постапка за соодветно архивирање на значајната документација од болницата. Тогаш од архивот го поздравија нашиот обид, а во меѓувреме институцијата воспоставила контакти со сите надлежни под чиј домен спаѓаат овие документи. Она што можам да го кажам јас како инспектор, а пред се како вработам во државниот архив, во институцијата државен архив, е дека за многу брзо време сите документи кои ги прикажавте во вашиот прилог треба и ќе бидат средени и во средена форма предадени на државниот архив, се со цел да му служат на граѓаните на Охрид, меѓутоа и на регионот. Инспекторот Митровиќ не сакаше да ги открива деталите на целокупната постапка и процедура која архивот ја воспоставува, бидејќи како што кажа, тоа било интерна работа на институцијата, но тој потенцира дека законот за чување на архивска граѓа и материјали ќе биде испочитуван. Ние сме надлежни да превземаме мерки доколку некој не ги воспостави оние стандарди кои треба да бидат уредени за чување, средување и предавање на архивската граѓа, односно архивскиот материјал. Инаку ТВМ во неколку наврати информираше за состојбата со медицинската документација и историите на пациентите од поранешната специјална детска болница, која беше затворена со решение на Министерството за здравство во 2007 година. Алармиравме дека родители на деца кои се лекувале во болницата со години трагале по историите на болеста, тропајки на вратите од една до друга институција. Очигледно, решението е во рацете на Историскиот архив Охрид. Едно лице го загуби животот во тешка сообраќајна незгода, што рано утро во околу 5 часот и 30 минути се случи на улицата 15 корпус во Охрид. Ранко М, 51 година од Охрид, на лице место им подлегна на повредите во момент кога патничко моторно возило Опел Калибра со швајцарски регистарски таблички, управувано од ФК 31 година од Охрид, директно со десниот преден дел удрило во сега починатиот кој управувал моторцикл марка Джилера. Сударот се случил кога сега починатиот се обидел со моторциклот оставен на левата страна од коловозот да се приклучи во правец кон селото Лескоец. При тоа патничкото моторно возило директно удрило во левата страна од моторциклот. На местото на тешката сообраќајна незгода извршен е увид во присуство на истражен судија и заменик јавен обвинител, како и полициски екипи од СБР Охрид. Кај возачот полициските службеници утврдиле 1,07 промили алкохол во крвта. Тој е приведен во полициска
полициска станица. Во текот на денешниот ден, по наредба на истражен судија, врз телото на починатиот ќе биде извршена обдукција. Пронајдено оружје во куќа во Струшкото село Лабуништа. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи, полициската станица од Струга против ИО 54 од Струшкото село Лабуништа поднесе кривична пријава. На 3 овој месец при претрес во неговиот дом во Лабуништа, криминалистичката полиција пронајде една автоматска пушка од кинеско производство и една рамка со 28 куршуми за истото оружје калибар 7,62 мм. Дополнително пронајдена е и една воздушна пушка за што ќе биде поднесена прекршочна пријава согласно Законот за оружје. Оперативците огненото оружје го пронајдоа во спалната соба под креветот, додека рамката со муниција е пронајдена во плакарот во истата соба. Пријавениот ИО оружјето и муницијата нелегално ги чувал во својот дом во Лабуништа, односно ги поседувал без никаква документација. Одземените предмети се испратени на вештачење во Министерството за внатрешни работи во Скопје. Денеска беше асфалтиран патот од селото Сливово до магистралниот пат Охрид-Кичево. Градоначалникот на општина Дебарца Игор Трајковски најави зголемување на инвестициите во патната инфраструктура во општината. Денес сме сведоци на изградбата на патот од село Сливово до магистралниот пат Охрид-Кичево, кој е во должина од 2 км и 820 метри и за што се издвоени некаде околу 8,5 милиони денари од страна на Агенцијата за државни патишта на Република Македонија и заедно со нивна поддршка еве реализираме едно од ветените дела во изборната програма. Исто сакам да напоменам дека во текот на оваа календарска година инвестициите во патната инфраструктура, односно во улиците во општина Дебарца, се зголемуваат за 2,5 милиони, од досегашните 3,5 милиони денари, ќе имаме инвестиции во износ од 6 милиони денари, што значи дека на жителите на општина Дебарца, каде што има потреба, ќе бидат реконструирани и асфалтирани нови улици и патишта. Граѓаните се жалат на наезда на комарци. Тие велат дека не се чувствуваат ефектите од прскањето спроведено минатиот месец. Од Центарот за јавно здравје смируваат и велат дека ќе има уште едно прскање. Граѓаните на Охрид и гостите се жалат дека не можат мирно да спијат поради досадните комарци. Се поголем е бројот на оние кои се соубоди од овие инсекти. Од Центарот за јавно здравје смируваат и велат дека во текот на минатиот месец се направила првата дезинсекција и тоа во леглата на комарците. Направена е и ларвицидна дезинсекција со средство кое ги уништува ларвите на овие инсекти и тоа во местата каде тие најчесто се размножуваат, а тоа се мочуриштата и барите. Од понеделник ќе се започне со втората фаза на прскање против комарците, а во текот на овој месец ќе се направи прскање од воздух. Оваа постапка ја спроведува Министерството за транспорт и врски. Дезинсекцијата и дератизацијата се законска обврска на локалната, па таа ги покрива трошоците за спроведување на овие постапки. Оваа година тендерот за вршење на прскањето го доби Центарот за јавно здравје. Трите прскања заедно со дератизацијата на градот Охрид. Значи тука во истата постапка имаме и дератизација, ќе чина 900.000 денари вкупно. Постапката на дезинсекцијата треба да заврши на почетокот на август, кога треба да се спроведе и последното прскање на земја. Јас се надевам дека прскање ќе направи градот Струга, бидејќи, знаете, комарците граница не знаат, па може да ни се случи ние да прскаме упорно во Охрид, а ако Струга не се испрска, пак да имаме појава на комарци, не во толка број како што би имало ако не прскаме, меѓутоа тешко можеме да ги спречиме да тие се мигрираат од во районот во кој што се наоѓаат. Тој процес е започнат и ќе се заврши до крај. Се уште не се знае кој и дали воопшто ќе се спроведе прскање во општина Струга, вели Михаилов. Ние сме задолжени за општините кои се под наша ингеренција. Ќе се прска и во општина Дебарца и Вевчани, додава тој. Михаилов рече дека со дезинсекција ќе се заштитат граѓаните и од наездата на крлежи, бидејќи и тие спаѓаат во истата категорија на инсекти како и комарците.
Директорот на Центарот за јавно здравје најави спроведување на процесот на дератизација на шахтите во градов, но тоа ќе се прави на есен, вели тој, бидејќи глувците и останатите глодари сега се во полињата каде наоѓаат храна, па доколку се направи дератизација сега, ефектите ќе бидат минимални. Славко Упевче е единствениот ликовен уметник од Македонија, кој годинава ќе учествува на светски уметнички игри, кои ќе се одржат во неколку градови од Република Хрватска. На игрите, уметници од целиот свет, и тоа сликари, скулптори, режисери, пејачи, архитекти и слично, ќе се обидат да ја промовираат уметноста на еден поинаков начин. На светските уметнички игри кои годинава се одржуваат низ неколку градови од Република Хрватска, 400 уметници од 52 земји во светот ќе се обидат на еден поинаков начин да им ја доближат уметноста на сите оние кои уживаат во нејзината убавина. Македонски представник на игрите е охридскиот ликовен уметник Славко Упевче. Во Загреб и во неколку други градови во Хрватска се организираат светски уметнички игри со околу 400 учесници и со две мои дела јас сум представен како ликовен уметник од Република Македонија. Таа изложба, како што кажа и Похижек, ќе оди во Лудбрек и низ неколку градови во Хрватска. Значи, се надеваме дека за некоја година и нашата Република Македонија ќе стане член на Европската Унија. Упевче на игрите ќе се представи со две слики, и тоа едната со мотиви на црквата Света Софија, а другата со мотиви од местноста Свети Наум. Стјепан Похижек од Сдруженијето на уметници Ликовен круг Похижек од Сасвете Загреб рече дека е голема чест да се биде единствениот представник од Македонија на еден ваков реномиран уметнички настан. Славко учествува со својом сликом у Лудбреку. Славко учествува со својата слика на постановката во Лудбрек. Тој е единствениот македонец кој ќе се представи на светските уметнички игри. Не е тоа само сликарство, туку има представници од сите гранки на уметничката експресија. Тоа се првите игри на културата кои ги организира наш академски сликар Петар Вајс, кој ќе се представи со своји слики и тука во Охрид. Инаку светските уметнички игри се одржуваат секоја втора година и траат 10 дена. Оваа година ќе се одржат низ неколку градови на Република Хрватска во периодот од 29 јули до 10 август. Инаку на светските уметнички игри учествуваат тимови на уметници од земји од целиот свет, кои ги избираат селектори организирани во национални одбори. Утре со почеток во 20 часот во куќата на Уранија во Охрид ќе биде отворена изложбата на завршни проекти од работата на меѓународната летна архитектонска школа насловена како архитектурата како перформанс. Проектот во организација на Факултетот за архитектура и дизајн при Универзитетот Американ Коледж Скопје во соработка со Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид, Националната установа Охридско лето и Општина Охрид се реализираше како увертира на фестивалот Охридско лето пред свеченото отварање на 12 јули. Од околу 10 идејни решенија изработени изминативе 7 дена од студентите на Факултетот за архитектура и дизајн при Американ Коледж Скопје, насловени како Креативен Охрид сега, ќе бидат избрани најдобрите 3, кои пак ќе представуваат можност за новиот лик на 3 локации: Долни Сарај, плоштадот кај Чинарот и училиштето Свети Сава. Настанот ќе биде збогатен со пригодна свеченост, камерен концерт на терасата на куќата Уранија. Во продолжение да ги проследиме вестите од светот. Египетската армија повика на единство и национално помирување по соборувањето од власт на председателот Мохамед Морси, потек кој според неговите приврзаници представува воен удар. Армијата апелира на воздржување од одмазнички постапки. Исламистите пак, кои се големи поддржувачи на Морси, за денеска повикаа на нови протести на улиците на египетските градови. Египетската војска нагласи дека ќе биде воздржана при протестите и оти нема да примени своеволни мерки против политичките групи. Председателот на Боливија Ево Моралес се закани дека ќе затвори американската амбасада во неговата земја. Причина за ваквата одлука е тоа што неговиот авион во вторникот беше блокиран во Виена цели 14 часа поради сомнеж дека го превезува поранешниот соработник на Американската агенција за национална безбедност Едвард Сноуден, по кого Соединетите американски држави имаат распишано потерница за шпионажа. Моралес го обвини Вашингтон дека вршил притисок врз Франција, Португалија, Италија и Шпанија да не му дозволат влез во нивниот воздушен простор,
кога тој се враќаше од Русија. Председателите на Венецуела, Еквадор, Аргентина и Уругвај по разговорите со Моралес изразија своја солидарност. Сепак, колумбискиот председател Хуан Мануел Сантос предупреди дека инцидентот не смее да се претвори во дипломатска војна меѓу Латинска Америка и Европа. Папата Францис денеска го потпиша декретот со кој покојниот папа Јован Павле II ќе биде прогласен за светец. Кардиналите и бискупите, членови на конгрегацијата, неодамна го прифатија второто чудо на Јован Павле II. Во април 7 доктори од конгрегацијата го признаа необјасливото оздравување на една жена од аневризма на мозокот. Флорибет Мора, која била речиси на смртна постела и не можела да ја спаси ниту еден доктор, оздравела на самата вечер на прогласувањето на Јован Павле II за блажен во 2011-тата. Неврохирурзите немале објаснување како аневризмата исчезнала без хируршки зафат. Папата Јован Павле II почина во 2005 година по 27 години понтификат, еден од најдолгите во историјата. Најмалку 6 американски авиокомпании откажале повеќе од 40 лета за Мексико Сити и за Тулок откако вулканот Попокатепетел почнал да исфрла пепел и гас. Вулканот Попокатепетел се наоѓа на околу 65 километри од мексиканската престолнина. Научниците во вторникот регистрирале неколку потреси на вулканот кој во последните 24 часа почнал да исфрла камења и пепел. Последната голема ерупција на вулканот кој е висок 5400 метри се случила во 1947 година. Ова е се што подготвивме за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.